Заев минува 78 председатели на општински организации, а велите ги доби изборите председателски. Која е логиката според вас зошто Заев влага во еден таков политички инженеринг? Мене ми се чини дека Зоран Заев од кога смени све живо и диво во државата, зборам за име, презиме, идентитет и така натаму, држављанство. Ке мени лично име и презиме, така? Ке менува име на партијата. Ке менува име на СДСМ. И јас мислам дека ке дел од председателите на општински организации, може би во Центар, Богдановиќ, може би во Куманово, може би не знам, во некои, ајде да речеме, понационалистички средини, можело да има отпор. Или имаше навестување дека е можен отпор против обидот на Заев да го смени името на СДСМ. Ако се сеќавате, Ако се смени името тој на најави СДСМ, дека размислува за таа работа и дека го придвижува тоа прашање, но и не заборавите мене дека сега имаше- ова е некоја нова логика која ја поставувате како приоритетна за него. Една недела имаше средба со Бранко Цренковски. Така е. Името СДСМ и регистрацијата на СДСМ имат направено Бранко Цренковски и Никола Поповски. Цренковски како председател 91 година на таа партија, Никола Поповски како генерален секретар. И после 2 години премиерски мандат на Зоран Заев, прв пат во премиерскиот кабинет се срекат Бранко Цренковски и Зоран Заев. Разговара за некоја иницијатива која треба да се случи во Скопје. Јас мислам дека разговара дали ќе се менува името на СДСМ. Значи тој ако се смени името на СДСМ, ќе мора ВМРО да помане да го менува своето име. Токму ова логика што ја Плюс кажувате притисокот на СЈО. Значи, и плюс неспроведувањето на законот за финансирање политички партии. Значи, некој се обидува да ја скрши кичмата на ВМРО да помане. Јас мислам дека ВМРО ДПМН може само по сила на закон или не знам каков притисок да го промени името, бидејќи сега скоро се правеше пререгистрација на партијата. Они бара да се но донеси логиката закон. и мислам дека ВМРО ДПМН нема да го смени името, ќе бара некој модус Бара закон да се донеси. ВМРО да не се користи во политички цели. Ниту една партија да го нема пречисот во. Тоа е генералната опција на СДС. Ова состојба по однос на кршење на ВМРО ДПМН замислите бугарите да побарат. долготрајна. А замислете бугарите да Па мене побарат. не би ми изненадило во преговорите за историјата да побараат нешто такво. Замислете бугарите. Посебно Замислете ако се бугарите. заинати Каракачанов да го бара тоа, не би ми изненадило во договорот кој сега помеѓу историчарите се готви, нели? Бидејќи главниот удар на СЈО е ВМРО ДПМН да биде избришена од политичката карта. Ама тоа е веќе наназад 2 и повеќе години, значи говорам за ова партијата. беше мој став, ова беше мој став уште 2017 година, колумните ако се вратиме наназад, Случајот тоа е Талир е тоа. финансирање на политички партии. Така е. Со можност да бидат згаснати. Како ХДС што му се закануваше случај со Не Санадер. само да бидат згаснати, во овој случај треба да се промени името на партијата, да се избрише ВМРО. Кодот да се промени, бидејќи знаете како ние сме сега во една фаза на потполна општествен дискурс од онаа што е македонизам. Значи не водат кон еден потполн општествен дискурс. Хибридна И сега нација. хибридна нација и сега се поставува едно клучно прашање. Ќе видиме ли таа хибридна Дали нација? ние можеме да опстоиме да во тој нов општествен дискурс кој сакале не сакале изгледа ќе мора да го прифаќаме како начин на живење во Македонија, да опстоиме како македонска нација.